Пречките за доверување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранети. Овој настан за многумина го значи крајот на речиси тригодишната политичка криза во Македонија. За други, тоа е крај на речиси 11 годишното владење на претходната гарнитура. Но, дали наместо за крај? Веднаш треба да се зборува за почеток. Реформите се исклучително тешки и во очекувањата се многу големи и во краток период се сомневам дека дел од тие владата ќе може да ги оствари. Мандатарот Зоран Заев веќе 6 ден е во официјални преговори за состав на новата влада. Домашната и меѓународната јавност очекуваат процесот да заврши брзо и успешно. Ова ќе биде владата, Очекување имаат и политичките противници, дека новата власт нема да ја загрози унитарноста на државата. Доколку измрда, доколку тргне кон друг пат, различен од они за кои што вчера даде гаранции и ветувања, ВМРО ДПМН ќе реагира во жестоко во склад на демократските можности и ќе се спротивстави. Ја верувам дека тоа и сите други ќе го направат. Во првите неколку дена од преговорите за формирање на нова влада, јавноста е фокусирана на неколку прашања како кои ќе бидат нови функционери, какви се очекувањата на домашната политичка јавност, какви се очекувањата на меѓународната јавност. И ние решивме да поразговараме за очекувањата, но со обичните граѓани, и тоа со оние кои што гласаа за промени. Повелите, госпожа. Битпазар не е место кое често го посетуваат политичари. Но тоа не значи дека меѓу тезгите се зборува само за трговија. Ние ми конени ѓенде шум кеќе, шум катастрофале. Нježit nuk kam pas buk me hangër. Popullata më shumë pa punë se me punë. Пазарот 20 години е извор на екзистенција на Фатбарда Шабани и на нејзиното 7-члено семејство. Секоја криза и е удар по джебот, па посакува стабилност. Më konkrete, veç fabrika le të çelin, popullar rinin le ta punsojnë, ajo më kryesorja, gjenja të jetë çikës më stabile. Populli le të jetë pak më i lirë, më i sigurt. Mbi gjitha rinia, sidomos se ne më tonën e kena bo, rinia të jetë pak më e sigurt. Истиот денно пред владата славеше група пред се млади луѓе. Меѓу шарените револуционери, кои одиграа голема улога во падот на ВМРО ДПМН, тоа попладне беше и Ангела Илиевска. По 2 години поминати на протести, оваа активистка со диплома од политички науки има големи очекувања. Очекувам дека ќе има добри кадровски решенија, посебно на местата како што се Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда и Министерството за финансии, исто така и за Министерството за култура. Сметам дека тие се институции кои што се највеќе заробени од поранешниот режим. Побрз влез во Европска унија и НАТО, прекинување на вработувањето со партиски книжки, вработување само според стручноста. Трајче веќе го завршил својот работен век во некогашниот гигант Охис. Како пензионер сум задоволен, мислам сега задоволен пензијата, мислам има нормално, али да биде подобро да биде, мислам за све да биде, за сите граѓани, без разлика да биде подобро. Но мирниот пензионерски живот не значи дека брзо ќе заборави, зошто и тој посакувал промени. Има многу работи, школство, здравство е катастрофа. Има многу работи. Мислам така во кратки црти, дека здравство треба прво. Оти све што идеме се плаќа, да речеме, нешто плаќаш, нешто не плаќаш, ама повеќе иде се плаќа. Се зависи што кој како.
Што би требало да биде приоритет на новата влада во првите 2 месеци е прашање кој им беше поставено на уште 1000 граѓани за потребите на анкетата на ИРИ. 5 најчести одговори се: отварање работни места, завршување на политичката криза, раст на економијата, повисоки плати и борба против корупцијата. Анкетата на ИРИ покажува и дека само за 3% од населението во Македонија прв приоритет на новата влада треба да бидат правата на албанците и дека исто така само 3% од населението во земјава смета дека прв приоритет треба да биде отфрлање на декларацијата или платформата на политичките партии на албанците во Македонија. Во превод, овие проценти значат дека оние прашања што го окупираа јавниот простор им биле поважни на политичарите отколку на граѓаните. Што ќе прави новата влада за граѓаните за нивните барања, најдобро може да се види во еден документ кој што остана во сенка. Се вика предлог програма на новата влада. Според таа програма, новата влада вели дека прво ќе се зафати токму со економските проблеми и животниот стандард. Драган Тевдовски е прв човек на Комисијата за економија на СДСМ, а според шпекулациите и најсериозен кандидат за министер за финансии. Јас знам дека ќе биде ужасно тешка борба за да се донесе во нормална земјата да тргне во позитивна насока. А позитивната насока ветена во програмата значи десетици милиони евра повеќе за субвенции, за патишта, за мерки за вработување, за поддршка на фирмите. Очекувањата во јавноста која што сакаше промени се многу високи. Дали го чувствувате тој притисок и како ќе ги адресирате тие барања и очекувања? Нашиот прв приоритет ќе биде да обезбедиме целосна и дури до некаде и радикална транспарентност во јавните трошења. Вториот приоритет, кој што е многу поврзан со ова, ќе биде да се добие една реална слика, реална представа за состојбата во јавните финансии. Тоа ќе значи, едно од задачите тука ќе биде да се види колку се оние превземени, а не платени обврски. На почетокот приоритет ќе биде да се ослободи деловната или бизнис климата. Ние мислиме дека Македонија, односно домашните предпријатија мора да бидат ослободени од оние стеги, политички закани, притисоци, казни, тие мора да се ослободат за да може да почнат да водат бизнис и да почне економијата да се движи. Ветувате зголемување на поголем број на трансфери кон граѓаните и кон фирмите од буџетот. Од каде ќе ги најдете тие пари? Наша јасна определба е Македонија да започне прво со фискална консолидација. Фискална консолидација значи дека од една страна ќе бидат скратени од оние непродуктивни или неефикасни трошења, кои што изобилува сите овие години наназад. Тоа значи дека ќе треба да се стави ред, пример, во некои буџетски ставки кои беа тотално нетранспарентни, како на пример договорните услуги, исто така да се постават подобра регулација на јавните набавки. Од друга страна, ние и во програмата и во програмските документи се залагаме, значи, за зголемување на јавните инвестиции во патишта и во образованието и здравството, бидејќи тие се од една страна и темел на општеството, но и чинат основи на економскиот развој. Ние мислиме дека Македонија може да тргне напред. И сега кога го зборувам ово околу фискалната консолидација, мора да биде јасно дека ние не ја гледаме, посебно во момент како што е сега, од некоја економска апатија, не може да се излезе со кратење на вкупната големина на буџетот, туку повеќе ја гледаме како рационализација и зголемување на ефикасноста внатре во буџетот, што е, мислам, многу важно како суштина. Тевдовски стои за сите економски ветувања дадени во програмата. За динамиката предпочита да ја утврди и соопшти новата влада. Таа динамика, според комуникологот Марко Трошановски, нема да зависи само од новата влада. Стапицата се разбира доколку ВМРО одлучи да го продолжи наративот, приказната со раздебитување на Македонија и силен фокус акцент на национализмот, етничкиот национализам. Тоа нужно ке новата влада ќе предизвика потреба таа да реагира на таа реторика
што на некој начин ја ограничува во маневрите, бидејќи ќе биде заложник на гласовите кои што ги губи кај изманипулираните гласачи кои што се изманипулирани на тема национализам. Со оглед на сите услови, Трошановски не гледа простор за маневар. Патот е единствено во политики, односно во пракса, која што ќе има новата влада, ќе докаже дека постои одговорност, отчетност, транспарентност, владење на правото и пред се треба да покаже дека клиентелистичкиот однос во општеството, кој што стана еден начин на култура, ментален склоп на функционирање на сите системски слоеви, е нешто со кое што оваа влада решила да раскрсти. Но дали граѓаните ќе имаат трпение и разбирање? Сигурно дека ќе им дадам како индивидуа рок од тие првични 100 дена од владата, но потоа за половина година до година сакам да ги видам првите ефекти од таа влада. Мислам дека ги чека огромна работа и оваа влада сметам дека ќе биде најнепопуларната влада. Зошто тоа го сметам? Затоа што оваа влада треба да ги носи најтешките одлуки во наредниот период. Ќе успеа само треба да одмине некое време. Преку ноќ ништо не се прави. Треба да одмине некое време. Се колку ќе биде тоа време, тоа е друга работа. Не можеме да го прецизираме времето. Viti dhoft Allahu shëndetin mbi gjitha. Mendoj që do menoj dhe për popull, si u munum ne për atë, edhe ai do të menu dhe për ne. Thash Zoti Zaevin ka do që të shkoj, inshallah menon më shumë veç për popull. Të jemi të përbashkët, nuk është nevoja Maqedona shqiptar. Këtë jemi të barabartë, të jetojmë bashkë, të jemi gjithmonë të barabartë. Nuk ka dallime ndërmjet jo shqiptar, jo Makedonës. Këtë barabartë jetojmë. Zaevi inshallah do na ndihmoj këtë kushdo që jemi, nuk është nevoja. Во нашиот случај темелните реформи ќе им треба малце повеќе време. И мислам дека ќе требаат малце подолго од оној период во кој што обичниот граѓанин би имал трпение. Барем оние кои сакаат промени, се чини изгледаат подготвени да почекаат подолго. Но не и бесконечно.